Значи се работи за системско заболување кој што ги погодува сите коски. Она што е најважно е дека во главном од него боледуваат жени на возраст над 50 години, значи во менопауза и од белата раса. Значи сите овие три атрибута треба да се присутни за да можеме да зборуваме и да се посомневаме на остеопорозата. Денеска е 20 октомври, меѓународен ден за борба против остеопорозата. Ние како Македонско здружение за остеопороза сме дојдени во Струмица и во Новосело бевме вчера присутни, така да се обидуваме да зголемиме свесноста на ова овде население, да зборуваме малку за остеопорозата, ризиците кои што таа ги носи со себе, опасноста за скршеници како најсериозна последица на остеопорозата. Значи, според податоци екстраполирани од надвор, статистики од надвор, во Македонија можеби околу 100.000 луѓе, значи мажи и жени, боледуваат можеби од остеопороза, болест која што можеме да ја препознаеме, можеме да ја превенираме со млеко, млечни производи, а можеме и да лекуваме, така да навистина само е проблемот во тоа да народот се запознае дека болеста е тука меѓу нас. Болеста нема симптоми се додека не се случи првата скршеница, така да всушност нашето појавување тука е на некој начин да ги запознаеме луѓето дека ја има болеста и да ги спречиме првите скршеници кои што ги чинат како пациентите, така и општеството, така и нивното семејство многу. Во нашиот регион податоците за број на заболени од остеопороза се движат еквивалентно, речиси исто како и во европски и светски рамки. Токму тоа беше еден поттик да и ние се ангажираме да утврдиме кај кој од нашите пациенти е присутна остеопорозата и да ја лекуваме, односно да кажам првин да ја превенираме, а потоа да ја лекуваме. Така. Денешниот ден го посветивме на тоа, остваривме средба со голем број од нашите граѓани, со голем број на пациенти, кај кои што утврдивме навистина постоење на ризик фактори кои што во едната група не може да се делува, токму од таа причина кај тие пациенти треба да се направат дензитометриски испитувања, проследувања кои што ќе утврдат вистинската состојба и после тоа да делуваме. Кај едната група пациенти се најдоа ризик фактори на кои може да се делува, па во понатамошниот период ќе уследи серија од предавања во која ќе ги едуцираме како здраво да се живее, како здраво да се однесува, за да ја превенираме најпрвин болеста, а потоа и да ја лекуваме.